Во неделата, откако се обзнани победата на кандидатот за градоначалник на Дуи во Чаир, дел од членството се собра да прослави на плоштадот Скендербек, каде што се слушаа пукотници од огнено оружје. Повеќе детали за прославата ќе дознаеме од член на председателството на Дуи, кој го имаме на линк пред седиштето на партијата. Господине Зоран, може ли да ни кажете зошто се пукаше на прославата по изборите и дали некој ќе понесе одговорност за загрозувањето на животот на луѓето? Кој пукал? Какво пукање, госпожа, тоа се инсинуации? Тоа веројатно петарди, некој ако пукале, некој дете да речеме купува нешто дуќан и ако нема да му врати жвака и ќе му даде петарди и она пука, мислим ништо страшно тоа. Ама какви деца, ве молам, какви петарди? Цела македонска јавност виде како се пука со рафали со огнено оружје. Ама видете, господја, пукање во традиција со согласно рамковниот Охридски договор што е. Мислим, тоа е една прослава обична, што го викаме огномет, тоа како се викува на македонски тоа, мислим, ватромет. Добро, господине Зоран, што ако имаше жртви? Какви жртви, господјо, па у ваздух се пука тоа, нема горе небо, мислим, небото нема граница, вие сите знаете тоа. Да, во воздух, но гледате дека има штети, дождот куршуми, дупнати шофершајбни. Видите, што се однесува до самото штета, ние сме организирале внатрешни комисии кои што ги испитувале тие што го викате штети и нема ништо тука, мислим, една шофершајбна на голф тројка што е со дупка, али газдата секако го продавал него, баш кај што син му сме го запослувале кај нас, така да он нема да тужи. Друго едно паднало еден такво усладолет, али детето ништо, освен што го испрскало овдека на кошулата. Тоа нема ништо. Друго што е вака еден бисквит што се продупчувал еден, ве уверувам дека нема ништо што е вон согласно со рамковниот договор. Дали може би има стигнато пријави до партијата за овој настан? Господја, од кого пријави? Па од МВР. Ме дупиш? Тоа беше Зоран од штабот на Дуи, а ние продолжуваме со вчерашни.